Градоначалникот на општина Киселавода Урце Јоргиевски сподели дека првенците на генерација од општинските училишта добиваат бесплатно летување. Градиме систем кој ги поддржува младите, им дава поттик да се стремат кон повеќе. На овој начин не само што им ги честитаме извонредните достигнувања на овие млади луѓе, туку испраќаме порака до сите ученици дека трудот, знаењето и истрајноста секогаш ќе бидат препознаени и наградени, истакна Ѓоргиевски. Најдобрите ученици, првенци на генерацијата од сите 8 основни училишта на територијата на општината, вкупно 24 ученици, односно тројца најуспешни ученици од секое училиште, добија бесплатно летување во летниот едукативно-рекреативен камп во Охрид, додека 9 од нив, кои според рангирањето има најголем број на поени, беа дополнително наградени со висококвалитетни очила за сонце. Оваа активност, како што вели Ѓоргиевски, е дел од јасната и доследна заложба на општината да препознае, поддржи и награди труд и знаење кај младите, но и да создаде амбиент во кој успехот се вреднува, а учениците се мотивираат да продолжат по патот на учењето и личниот раст. Првиот човек на Киселавода додава дека општината преку ваквите проекти ја исполнува својата мисија да гради стимулативна средина, во која секое дете има шанса за напредок и афирмација, препознавајќи го образованието како клучна алатка за индивидуален и општествен развој. Рано утро во градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски сподели дека ги испратил и им посакал среќен пат и убав предстој на учениците од општинските основни училишта, кои заминаа на училишен летен камп. Оваа година повеќе од 400 ученици, поделени во две групи, ќе земат учество на летниот камп. Овој камп, кој се реализира со финансиска поддршка од општина Газибаба, преку субвенционирање на цената за учество на секој пријавен ученик, со посебен акцент и предност за учениците од ранливите категории на семејства. Во рамките на кампот, учениците ќе бидат дел од спортски, едукативни и забавни активности, а особено важно е тоа што ќе имаат можност да се дружат, да се запознаат меѓу себе и да градат нови пријателства. Дополнително, ќе имаат обука за основна пливачка техника, важна животна вештина која ќе им користи понатаму. Со реализацијата на оваа мерка успеавме да донесеме вистинска радост кај децата, а една од клучните цели што ја постигнуваме преку училишниот летен камп е токму нивната поголема социјализација и вклученост. Општина Газибаба се грижи за сите, никогаш не ги заборава децата. Со ваквите активности и иницијативи им овозможуваме на учениците исполнето и безбедно лето, насочено кон спорт, дружење и развој на позитивни вредности, а не на негативни влијанија, истакна Стевковски во својата објава на социјалните мрежи. Започна меѓународната ликовна колонија која се одржува по 15-ти пат во Љубанци. На ликовната колонија Љубанци 2025 учествуваат 20 ликовни уметници од Република Македонија, но и од соседните земји Бугарија и Србија. Истата трае 7 дена, соопшти градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски. Ликовната колонија беше збогатена со над 30 ученици од основните општински училишта, кои сликаа заедно со уметниците. Оваа година сликите кои ќе бидат насликани, ќе бидат донирани од страна на општина Бутел. И оваа манифестација финансиски целосно ја поддржа општина Бутел, истакна Костовски. Општина Бутел објави јавен повик за доделување на еднократна финансиска помош и поддршка во висина од 2000 денари на најранливата категорија на пензионери со минимална пензија, сподели градоначалникот Дарко Костовски. Јавниот повик е отворен од 19 јуни до 3 јули оваа година. Потребната документација може да се достави секој работен ден во просториите на општината од 9 до 15 часот. Право на финансиска поддршка ќе остварат граѓани кои имаат постојано живеалиште на територија на општина Бутел, приматели на старосна, семејна или инвалидска пензија, чиј што износ не е повисок од 18.192 денари. Исплатата ќе биде на принцип прв дојден, прв услужен, информираат од општината. Општина Центар ги информира сите граѓани кои се уште не добиле решение за наплата на данок на имот за 2025 година, дека можат да ги регулираат своите обврски со директно обраќање во општинската даночна канцеларија. Истурената даночна канцеларија значи побрза и поефикасна услуга. Целта ни е граѓаните навремено и лесно да ги завршат своите обврски, изјави градоначалникот Горан Герасимовски.
Граѓаните преку општинската канцеларија можат да добијат решенија за данок на имот за физички и правни лица, информации за состојбата со платените решенија, можност за промена на податоци во постојни решенија, како адреса, сопственик или имотен лист, пријава на нови обврзници до пријава на имот од легализација, како и корекција на квадратурата според имотниот лист. Канцеларијата е отворена секој работен ден од 8 до 16 часот во општина Центар, барака број 5, соба 15, информираат од општина Центар. Денеска се отвора 46-тото издание на фестивалот Скопско лето. Во 19 часот во музеј на град Скопје ќе биде отворена изложбата Зона фобија на нашиот реномиран уметник Томе Аџиевски. Трагајќи по топосите на источноевропската авангарда, авторот се потсетува на филмот Сталкер од режисерот Андреј Тарковски. Во забранетата зона од филмот тој препознава многу сличност со менталната зона денес во Македонија. Уметникот ќе раскаже 5 визуелни приказни за превентираната перцепција кон вистината што перманентно ни се случува од бившата држава па се до денес. На изложбата символично ќе бидат раздавани каталози од разни изложби на авторот по символична цена. Собраните средства ќе бидат донирани на Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди. Во 20 часот и 30 минути во салата на Македонската филхармонија ќе се одржи концерт насловен Мостови на музиката, Софија Скопје. На сцената ќе настапат академскиот оркестар Панчо Владигеров од Националната музичка академија Софија, како и млади диригенти и музички уметници од Македонија и Бугарија. Една сцена, два града, еден заеднички јазик, музиката. Концерт што го слави музичкото пријателство и креативната соработка меѓу млади уметници од регионот. Очекувајте вечер исполнета со енергија, инспирација и уметност без граници, велат организаторите на Скопско лето. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја